Пред се треба трпење да имаш и желба за да го научиш ова техника. Ако имаш трпење и желба, значи мора тој успех да го постигнеш. Филигранот е една од најтешките техники за изработка на накит. Самиот збор филигран, значи, се работи со гранули и жица по потреба на димензии кои што ни се потребни за изработка на накит. Филигранот е рачна изработка на накит, се работи во сребро, бакар и во злато. Последно време кај нас, последните 10 години, највише се работи во сребро. Филигранот во мојот живот дојде од брат ми, значи средниот брат, помалиот брат. Он идеше у старата чаршија кај стар мајстор. Порано како било школо да, па уште еден занет мора да имаш во фамилијата, така старите не научиле. Така и татко ми, за среќа, брат ми отиде во занаетот и кога стана независен, ја почнавме дома да работиме, тогаш ја го научив од брат ми занаетот. Филигранот, поточно. Пред 7 години еден пријател, школски другар, сакаше ја да предадам во за нечистиот дом, да учествувам во овие проекти што ги одржуваше за нечистиот дом. И ја прифатив таа понуда. 5 години бе во домот на занајачиите на проекти на сребрен филигран. И во меѓувреме се отворивме и приватна работилница за обука на ова техника. Значи, од кај нас излегува, од кај мене, да речеме, излегува околу 70 мајстори, да ги наречеме, мајстори. Значи, мајстор, додека си жив учиш, 70 мајстори. 6 месеци се учи, да речеме, програма, се постои програма за учење на ова техника. 6 месеци си е техниката, секој ден по 4 сати се работи. Техниката е, да речеме, од почеток. Сите што доаѓаат се запишуваат, почнуваат од нула, да речеме, од прв пат се сретнуваат со оваа техника. Пред се, за да се учи оваа техника, треба да постои желба и да го сакаш тоа што имаш намера да го научиш. Тука учат луѓе од разни профили, да речеме, од ликовна, на уметност, од историја, од луѓе што има завршено хемија, од разни профили. Од и самата техника, некој сака се инспирира на геометриски фигури. Значи, некој од природата добива инспирација. Почнуваме од сребро, као неистопено сребро. Прво го топиме среброто во шипки, извлекување на машина по потреба на димензии што нас не е потребно и после почнуваме со ситните елементи, за почетници, да речем. Ситните елементи се осмици, зогови, полузогови, ќорови, есови. Еден месец се работат овие ситни елементи, после поминуваме на формирање на дизајн. Од кога ќе се формира дизајнот и ситните елементи се вметнуваат внатре,
значи доаѓа до лепење, работа со бренер, со пламен. Така, после третиот, четвртиот месец, више стануваат малце понезависни. На секое време ја сум присутен овде, или мене заменува синот, и више почнуваат да изработуваат накид. Првите дизајни ја ги давам, после понатаму, кога гледам дека се независни, можат сами да изработуваат, да дизајнираат, више не се мешам во дизајнот, само што ако им требам за да помагам, да инсистирам во некои дизајни што се потешки и така натаму. Дизајните, као да речеме, и песните што останувале од порано хит од старите пеачи и изработката на накид, има дизајни што не умират, значи стануваат трајни. Као да речеме фишеклијата, пафтиве, тие стануваат трајни од старите мајстори што изработувале. Последно време се направи некоја промена во филигранот. Значи филигранот треба да биде исполнет целиот дизајн внатре со ситни елементи, да нема празнина. Младава генерација, да речеме, сака измени и таа комбинација од класичниот, традиционалниот филигран го модернизира во последно време. Значи не се исполнува целиот дизајн, него се остава празнина или вметнуваат други елементи во филигран. По професија сум сликар, односно мултимедијален уметник, а универзитетски сум образована како сликар со моден дизајн. Пред повеќе години имав учество во една ревија, меѓутоа после таа ревија некако не се најдов себе си, така да од секогаш мојата пасија била кон накидот. Така да откако дознав за оваа школа дека постои, одлучив да се пријавам, да го научам овој занает и да го применам како дел од мојата професија. Филигранот на Балканот е одамна донесен и има длабоки корени во нашата традиција, меѓутоа мене начинот на изработка кој што е многу прецизен и кој што бара многу да се вложиш. И таа чипкаста изработка ме фасцинираше и ме предизвика да сето тоа да го трансформирам на помодерен начин. Да може да се користи, освен пеперутката која што е во нашата традиција, да се користи на многу други начини. Едноставно, можноста да се трансформира овој начин на изработка во помодерен накид ме фасцинираше и ме задржа, ми го задржа вниманието. Занаетот бара многу трпение. Првиот месец дена се учат месец до 2 месеци се учат оние основни елементи кои што се повторуваат, па дури доаѓа до момент кога ги сонуваме тие елементи. Првата лекција пред се трпението. Потоа откога ќе се научи прецизноста и начинот на изработка, тек после тоа може да се импровизира и да се прават дизајни кои што не се шаблонски. Можноста уствари што го дава овој начин на изработка со парче сребро и неколку видови жица мене ме инспирира и ми дава потик да продолжам и понатака да се изразам во сите можни форми, геометриски, апстрактни и така натака. Примената на дизајнот, на изработката на овој начин, не гледам граници.
Има многу можности и начини на кои што може да се изработи еден вид накид. Тродимензионални, дводимензионални, едноставни, минималистички, максималистички дизајни и така натаму. Јас потекнувам од Ерменија, 11 години веќе живеам во Македонија. Мажена сум за македонец. Имам две ќерки кои што носат две култури, и ерменско и македонско. И јас сум почетник тука, месец и пол уште нема. Иначе и сликам и правам накид и со глина работам. Така уметноста многу важна улога има во мојот живот. Исто и во пренесувам некој од култур, како од ерменската култура тука. Бидејќи сакам, почнав да научам. И сега знам дека многу работи има уште да научам, оти сум почетник. Ама сега за сега многу е убаво. Атмосфера, сите колеги, сите мајсторот и многу ми е мило што почнав. Моја за овој занает да се научи, треба да имаш трпење, идеи, нови и дарба. Тие три работи многу се важни за ова трпење, обавезно треба. Бидејќи со ситни работи, детали работиш. Би сакала да комбинирам, да. Ама сега се уште имам идеи, ама полека. Во фаза сум на учење сега. Сакам да научам повеќе работи и нормално ќе има мотиви од Ерменија, македонска, така ќе комбинирам. Некој као хоби го работи, некој во филиграните наоѓа екзистенцијата, значи го научил ова техника и више он работи и произведува. Значи, самата техника не те збогатува, ти носи една скромна плата за понатамошниот живот. И сега со овие комбинации што ги кажавме ние со измени на филигранот и начинот на продажба кај нас, више се измени не као порано. Значи, луѓето се изработуваат и нашите производи, нивните производи се продават надвор од Македонија, што нормално и друга цена си добиват. Ја и додека бев во домот на занечи, имавме студенти, да ги наречаме, од бившите ју простори, да речеме, од Србија, Косово. Ова година ја имав од Швајцарија, што учеа занает, ова техника, што сме во преговори сега и во Швајцарија да се отвори као академија. И во меѓувреме ја учествува во фестивал во Лозана, што учествува 3 студенти од нашата работилница и многу добро се помина. Кога почна тука, одма осетија разлика и во изработката и во начинот на изработување на нашата техника. Значи се чудат, оти ние работиме со потенки жици по други дизајни. Филигранот те исполнува, значи присуството на самите студенти те исполнува, знаеш дека учат, тоа те прави најгорд што излегуваат од нашата работилница мајстори и ја продолжуваат оваа традиција.